Дури 54% од нашите семејства живеат од месец до месец и пари за ненадеен трошок немаат, велат истражувањата на Евростат. Во случај на поскапа операција, трошоци за погреб, сериозен автомобилски дефект и слично, проблемот за пари е голем. Тешко е, да. За минимална плата не може ништо. На сиромаста е најтешко, ово сега што го направио. Па гледай, можеш нешто напред, иначе сега тешко е за штедено ово време. Сега треба на една фамилија немако 30 динара, па да прокара месец. Тешко е. Без плата, па и сега воредна состојба. Од друга страна, возрастните домакини вакви проблеми имаат помалку. Старите домакини добро си ја знаат работата, па само 25% од нив може да доживеат финансиски стрес. Не штедеш нема, значи мора да заштедеш нешто да ти остане некој динар. Тоа е работа, ако не заштедеш нема. Мора домакински да се... Домакински треба, кога земеш пензичка, па мора да има некој динарче да тргнеш настрана. Струјичка вода си платиш домакински. Абе, штедеме како не. Внуци имаме, мораме да штедеме, што ќе правиме? Помалку јадеме, за нив чуваме. Останува по некој динар, ама не да, за не дај Боже. Утре да не се разбудам, истата фајда е. Споредено со нашите домакини од соседството, полошо од нас стои Црна Гора, каде 73% од домакините немаат така наречени пари за црни денови. Подобри од нашите се домакините во Србија, каде неполни 40% допуштаат непредвидени финансиски шокови. Од земјите во Европската Унија, најлошо стои Хрватска со 50%, Грција и Кипар со 48% и Романија со 44% лоши домакини. Најдобро во оваа статистика стои Малта, каде ваквите непријатни моменти се сведени кај само 15% од домакинствата.